Šeri, što ki готвиме денес? Епа, здраво гледачи! Каде сме во мојата умилена емисија Шери, што ќе готвиме денес? Шери, што ќе готвиме денес? Ќе гледаме во фрижидерот што имаме на располагање. Епа да, што имаме во фрижидерот на располагање? Прво да гледаме како месо. Ова мислам тие батак. Над батак, ќе видиме што е точно. Со тоа, што ќе готвиме, што ќе правиме? Сакам да направам нешто крем. Крем со тоа, имаме кари таму, имаме уште пиперки. Ајде, да направиме уште една пиперка црвена. Многу сакам пиперки, па пиперки е сезона, мора. Пиперки зелена, пиперки црвена, та пиперка црвена, ќе му ставиме еден убав домаче. Како ќе биде убаво тоа? Домат, пиперка имаме уште да. Ќе земаме на краставица, ама краставицата ќе ја ставам рендана на крај ладна. Ладна, топло, ќе биде добра комбинација. Океј, одлично. Па мислам имаме све за да почнеме. Хајде, крем, домат, пиперка, краставица ќе стои тука, ова ќе го измиеме, ова ќе го отвориме. Ајде, почнуваме. Ова се мие. Одлично. Така. Топ. Овде месото. О, да. Имаме убаво парче, две парчиња надбатак. Браво. Многу го сакам надбатакот, лесен е, меко, многу сакам јас оти пирешки стек, окей, правиш убави пирешки стек, ги се чисти све декорација. Ова го правим малку погрупно. Јас сакам да го напам ова на коцки, ќе го пропршам, ќе му додавам неколку тревки, имам таа, имам млад рузмарин, имам копар, имам нане, многу мешани свежи тревки. Имаме и зачини, имаме кари, ќе му ставиме малку и ѓумбир внатре во тоа све, ќе биде врв. Многу сакам тоа. Ајде. Месото, ова не ми треба. Да пуштам, овде пуштам шпоретот, ајде се топли, максимално, тава, ова ќе одговара. Тука, нека се топли, ќе му ставиме малку зејтин, ајде, одиме полека. Да правиме малку нешто различно. Навистина, пазарите се полни со убав зеленчук и овоше, ама сезоната е за пиперки, домати, краставици, кромит. Тоа е тоа. Тоа е лето што имаме на располагање. Ке бевме зимо, ке имавме прокеј, како се вика тоа е пашканат, целер, прас. Тоа е зимско, како да кажам, зеленчук. Ова е така. Коцки. Многу лесно. Вала, спремно. Јас ќе му ставам на почеток малку сол со чили овде. Па ќе кажам, ова рецепта денес ќе биде малку различна. Ќе биде малку на стил кинески начин, така. Вала. Така, оп. Оди во тавата. Полека ќе се печи. Знам ти имам овде соја позади. Имам малку. Да, масло. Отсусам и тоа ќе му додаваме. Како убав мирис му дава тоа. Хо. Масло. Отсусам. Ќе му ставиме малку и соја сос. Чисто така, да му го менјава малку шмекот. Да одиме во товие држави каде се прави во Кина тоа, се употреба многу во Тајланд, во сите товие делови од Азија. Таму се готви со сусам, се готви со соја, со ојстер сос, фиш сос, такви ствари. Овде, што почнува. Почнува да се пржи. Полека, ќе менјава боја. Топ сме. Како ви објасних претходно, сакам да правиме ова да биде топло, ова да биде ладно, да има мешавина топло-ладно. Знаете каква комбинација прави тоа? Кога ставате на подлога така ладна краставица, ладен домат, на тоа му ставате пиперки и после му ставате месото. Вау! Многу е убаво. Оти топлото го, не знам, пробајте дома и го имате тој чувство во устата ќе видите, оти ќе биде посебно. Многу убаво. Еден сад.
Schiacciamo един друг. Та семките да не правим више, да не ми летат секаде. Оп. Вуаля. Јоп, оп, оп. Окей. Голем дел се извадени. Ајде. Така. Зелената. Исто ја отвараме. Колка хубав мириса пилешкото. Ке му ставиме сега и малку кари, малку лукче, така, како ќе биде убаво. Уште еднаш ке ме праша, шери, шо ми направи ти денес? Епа, шо ти направи денес? Нешто преубаво. Ха-ха. Како и секој ден. Ајде, имаме овде лукче. Одиме со лукче. Ке му ставиме малку, исто, ѓумбир. Каква комбинација. Ѓумбир, да пазиме. За мажите, многу јаке. Жените сега, они знаат против тоа, не е проблем. Хоп. Имаме уште и овде кари. Многу вам мириса. Ова да го мешаме убаво. Така. Не е проблем ако се лепе така од тавата. Ова се сите сокови од месото што се лепи. Кога ќе ги ставиме, после ќе ставиме крем, ја пред да ставам крем, ќе му ставам малку вода. И таа вода, ќе го прави да се одлепи овие сите сокови што се доле и ќе го дај убавот шмек на целиот сос. Така. Се пржи. Малку кари. Кари, знаете, кари не е еден зачин. Кари е мешавина од околу 30 зачини, за да се има кари. Секој регион од Азија си има свој посебен кари. Вие можете да го направите, ама сега рецепта за 30 мешани зачини, тешко, ама може да се направи. Не е така. Вау, сега чувствуваме навистина мирисот од овие држави од Азија. Почнува да се лепи, сега ќе му сам малку вода. Така. Соковите се вадат и ќе го имаме тој таа убавина од сосот што ни треба за на крај. Така. Го имаме испржено од почеток филешкото. Сега он продолжува да се вари. Помеѓу време ги вади сите сокови што се од тавата и ќе му додаваме на крај крем. Можеме да употребиме исто и крем од кокосва, млеко од кокос. Јас сум за крем фреш. Крем Павлака, президент, мене ми е омилена. Така. Вуаля. Ова ќе имаме. За на крај, секојаш кажувам, во секој јадење, ако нема сос, не е јадење. Оваа сос овде ќе ви треба, за жал, 1 кило лепоти. Тој сос на крај ќе мора така полека да се меша, да се јади, да се мацка. Така. Ова ќе го оставиме на рад, ќе се редуцира, ќе се вари некако убав. Така. Тука нека стои. Одлично. Одиме со пиперките. Да? Максимално. Ова може малку вака. Така, за да имаме место. Ќе се стопли. Ова да го сечиме. Ова ќе го направиме малку различно, ќе го правиме долги ленти. Сакам да го правиме еднаш малку различно, да не биде само коцки. Ова кога се пропржи, ќе се земат лентите, така ќе се стат како гарнир. Друг начин, ќе личи на малку на друго, да не биде исто. На крај, шери ќе ми кажи мене, ти шо ми правиш, мар? Секој ден ми готвиш исто. Коцки. Епа не, денеска ќе имаш ленти. Така. Окей. Хап. Топ. Убави ленти, ставаме исто малку
зейтин, за да ги пропържиме. Така. Валя, исто. Со зелената пиперка ќе правиме ленти. Така. Океј. Така. Многу лесно. Пазете на прстите. Секогаш кажувам, това се ленти без ногти, без месо, без прсти, без това, без ништо. Валя, се сечи тенко и го додаваме. Валя. Ова ќе се пропржи на рад. Гледайте ова како убаво се кршка, се вари, се. Вау, каков мирис. Овде му фали сол. Така. Еден, два. И овде ќе му ставиме исто малку сол. Така. Со зеленчукот. Исто ќе му ставиме малку од овај сусам ойл, да биде малку така посебно. Што збориме на сусам, ајде да ни биде малку оригинал, ќе му ставиме исто и семки овде што имаме позади. Имаме мешано сусам, сонцоглед, тиква и се тоа. Како убаво ќе биде комбинација. Со пиперките ќе крска така, ќе биде преубаво. Валя, што имаме? Ој, чили. Ето дека сме позади. Малку чили. И кокос. А кокосот, знаете што? Не. Тука ќе го оставам. Во пилешкото. Многу добро ќе оди со тоа, со карито. Размислете вкусот на кокос, крем и кари. Вау. Многу добро. Вуаля. Едно, второ. Сега ќе одиме со домат. Да се пази, да не се прави сите да го правите дома. И малку е опасно. Јас имам навика да го правам тоа. Ете, со нож ќе правиме тенки исто ленти од домат. Треба да имате добар нож да го сечи ова од еднаш. Гледайте, директ. Тенки ленти, за да ви види подлога на вашиот тањир. Ќе направиме како едно карпачо од домати. Карпачо од домати, на тоа ќе ставиме неколку пачиња од пиперка и после на крај пилешкото. Многу тенко. Одеднаш. Опа. Како се сечи убаво. Валя. Топ. Однапред лиги ми течат. Се радувам. И знам, оти мојата омилена половина ги сака такви рецепти, што се малку така екзотични, да кажеме, што доаѓаат од далеку, од државите каде бевме, ние многу патувавме и уште многу ќе патуваме. Оти си ги сакаме товие вкусови и мириси. Некако убаво. Пап. Вау. Пилешкото е при крај. Ова ќе можеме полека да го извадиме, а ние полека одиме до рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Пиперките се при крај. Пилешкото е спремен во сосот, чека само да се јави. Сега ни фали уште да го правиме гарнирот. Овде сакам малку да додам уште млад кромитес. Заборев. Ова ми е една состојка што многу сакам да го имам со пилешки на таков начин. Навистина, секаде во Азија ова го има. Ама не треба многу време, чисто малку пропржено така, да биде уште крскаво под замора. Ова ќе одржиме на гарнир, на крај ќе сечам ленти, ете вака, ќе го направам сега директно.
i che ostaje vakana strana, da liči, da vidi ubavo na oko. Vaka. Još je ova. I još je ova. Така. Ова го држиме на страна, ќе ни види како гарни. Домат, окей? Ова, краставицата, ќе ја рендам. Ја рендето. Не тука. Окей, и само ќе сме добри. Имаме уште малку наме овде, што можам да употребувам. Браво. Такви вкусови се како убави. Па полека. Одиме на сервирање. Па това фалеше. Со пиперката, со семките, така што крштат, младиот кромин, гледате, направи комбинација на вистина одлична. Ова мише може да се исклучи. Така. Ајде, одиме. Две тањери. Марк. Полека. Ја скршам кујната. Ајде. Да? Со доматите, што кажав, ќе направиме како едно карпачо. Ќе направиме убава подлога. Така. Да личи на нешто како една звезда. Звезда моја. Има песна така по македонски. Моја звезда. Тоа нешто. Не. Ова е преубаво вака. Ете, го додаваме крупче од домати. Така, гледайте, како убаво личи. Кинезите, од Азија таму све, и они многу сакаат да имат тањери убаво декорирани. Гледайте како е убаво. Тоа е убавината. Една штипка. Така. Ja vidite kombinacija? Ladno, toplo. Ladno, toplo. Še malko. Voilà. I ova ovdje. Ladno, toplo. Sve tuka malo. I ova tuka. Сега, što kažav? Со кората. Чисто малку да се облажи целото јадење. Така. Океј. Чудно ви е? Пробајте. Да видите. Многу е убаво. Така. И сега одиме со пилешкото, што е во сос. Сос со кари, кокос, све има внатре. Имам лукче, има све. Има мештавина од сите зачи. Преубаво. Така. Нема да ставиме све. Може да стои на страна. Ако треба репете, ако треба шервиш, тука сме. Има. Ето малку сос. Сега ќе го дотераме тањерот. Така. Што така? Бришиме. Сме при крај. Малку нане. Што кажав овај кромичето? Видите. Оставаме малку така. На страна. Така. И вала. Шери, што ќе готвиме денес? Само убавини.
Pileško, kari sos, kokos, na podloga od piperky, domaty, rendaná krastavica a ovaký vidí za dnes. Buon appétit, chérie. Chérie, što ki gotvime danes?